Денес имаме посебно свечена сабота и словото нема да биде долго, меѓутоа ќе биде важно. Ќе поставиме 3 прашања, може да се поделат и на 4. Третото и четвртото може да бидат едно прашање. Првото прашање гласи: кое е најважното раѓање во овој свет? Од сите луѓе што се родиле на земјата, чие е најважното раѓање? Исусовото, Христовото раѓање е најважното раѓање во овој свет. Зошто? Затоа што ако тој не се родеше во овој свет, никој од нас немаше да има живот. Никој друг немаше да се роди. Ке требаше Адам и Ева по престапот да бидат погубени, ако Господ не беше милостив. Но неговата милост подразбира дека ќе испратеше Спасител, значи некој чие што раѓање во светот ќе беше најважното раѓање. Оваа сабота сме и во рамките на празникот Сеници, кој што почна минатиот вторник и ќе трае до наредниот вторник. За овој празник детално зборував минатата есен, кога се паѓаше од 3 до 10 октомври, од сабота до сабота. И сега нема да повторувам многу за самиот празник Сеници, освен најважниот стих, Евангелие според Јован, 1 глава. Кој стих? Се сеќавате ли? Евангелие според Јован, 1 глава. Кој стих? Се сеќавате? 14 стих. Зборувајќи за Словото од 1 до 13 стих, во 14 апостол Јован вели: и Словото стана тело. Какво тело? Оригиналот вели саркс, плод, преведено на старословенски, грешното и смртното тело. Она тело за кое што велев последниве 2 саботи, дека е единственото тело во кое што човекот може да страда. И затоа и Спасителот го зел тоа тело, нашата падната природа, смртното тело, слабото тело, распадливото тело, бидејќи само во него може да се страда. И само во него можел да умре, само во смртното тело можеш да умреш. Само смртното тело може да умре. Ако Христос зел поинаква некоја природа каква што ја имаат ангелите, каква што ја имал Адам пред падот во грев, значи некој бесмртно тело, тој не би можел ниту да страда, ниту да умре за нашите гревови. Значи Христос стана тело, или плод, поточно, и се всели меѓу нас. Овој глагол всели, ако го преведеме најпрецизно оригиналниот збор, кој што Јован го употребил, гласи како? Се сеќавате? Да, благодарам. Се вошатурил помеѓу нас. А бидејќи и празникот Сеници така се викал, на грчки јазик така се викал и празникот Сеници, како што и глаголот употребен во Јован 1.14, можеме слободно да го преведеме и Христос се стана тело и се восеничил помеѓу нас.
И ова е сезоната, ова е периодот од годината во кој што Христос се родил. Иако на Божик, на почетокот на зимата, го слават неговото раѓање, календарски знаеме, и упатените католици знаат, и упатените православци знаат, дека Христос не се родил на зима. Ова е периодот од годината кога Христос се родил. Христос се родил, ако не баш, ја цврсто верувам дека се родил на сеници, но и мнозина тоа го веруваат, има некои што не се согласуваат, ниту јас не инсистирам. Исус се родил во овие есенски празници, кои што започнуваат со празникот на трубите или младината, првиот ден од седмиот месец, и завршуваат со последниот ден од сеници, или така наречениот 8 ден, следнава среда. Неговото раѓање е најважното раѓање, бидејќи со тоа раѓање Христос ја зел на себе нашата падната човечка природа, нашето смртно тело, во кое што требал да пострада и требал на крајот и да умре со крстна смрт, за да ги откупи, да не откупи нас, целото човештво, и за да плати за сите наши гревови. Второто прашање, кој е најважниот или чиј е најважниот живот на оваа земја? Христовиот живот, повторно. Тие 33,5 години, како на сестра Мимица. И таа сличност на сестра Мимица со Христа, значи возраста, тоа е најубавото нешто што ми се допаѓаше од животот на сестра Мимица. И затоа го истакнав на погребот. Христовите години на оваа земја се најбитните години, најбитниот човечки живот на оваа земја. Зошто? Дали некој друг човек на оваа земја живеел поважен, побитен живот од Христовиот? Не. Зошто? Пошто е уникатен Христовиот живот? Пошто се разликува од животот на секој друг човек на оваа земја? Токму така, многу лесно. Единствено Христовиот живот беше безгрешен живот. Да се подсетиме на други зборови, познати зборови од Светото писмо. Послание до евреите, каде? Кој е глава? 2 стих. 2 глава 7 стих. Си го направил за кратко малку подолен од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил над делата од твоите раце. Ова за кого се однесува? Пред тоа, ако читаме пред тоа, апостол Павле тука зборува зашто Бог не им ја подчини на ангелите идната вселена за која зборуваме. Туку напротив, некој посведочил зборувајки, и го цитира псалмот сега, што е човекот да мислиш на него, синот човечките да се грижиш за него, и сега зборовите си го направил за кратко балку подолен од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил над делата од твоите раце. И 8 стих е исто дел од псалмот, се си починил под нозете негови. И сега, ако се префрлиме на 9-тиот, а гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт беше овенчан со слава и чест, та по Божјата благодат тој да вкуси смрт за сите.
Значи, кога псалмот зборува за човекот, синот човечки, општо се однесува за целото човештво, но конкретно се однесува за кого? За Исуса Христа. Конкретно се однесува за Христа. Христос е синот човечки. Иако Адам, паднатиот Адам, имал многу потомци, многу синови и керки, низ историјата до ден денес, синот човечки специјално се однесува на Христа. Но овие зборови што ги прочитавме, ја истакнуваат неговата смрт и потоа славата на воскресението. И тоа не води кај третото прашање, чија смрт во овој свет е најбитната смрт. Христовата смрт е најбитната смрт. Зошто? Бидејќи Христос со таа смрт постигнал што? Со својата смрт. Победа над смртта. И истата оваа глава, втората глава, 14 стих, ни вели, а бидејќи децата, тоа се мисли на сите нас, еве ме мене и децата мои што ми ги даде Бог, сите спасени Господ ги нарекува деца негови. Христос ги нарекува деца негови. А бидејќи децата се учесници во што? Во телото и крвта, во плотта и крвта, паднатото, смртното тело. Та преку смртта да го победи оној што ја има власта на смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта, преку целиот живот беа подложени на робство. Да се сетиме и на зборовите од посланието до евреите, 4 глава, од 14 до 16 стих. Имајќи го големиот првосвещеник кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божиј, ние треба да се држиме до исповедувањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвещеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, вели овој превод, освен грев. Поточно, кој во се беше искушан како и ние. Освен грев. Значи, која е важноста на Христовиот живот? Зошто реков минатата сабота дека ако Христос беше убиен како бебе во Витлеем, дека тоа немаше да се смета за откупителна жртва? Таквата негова смрт. Христос требал да порасне и како дете, и како момче, и како зрел маж, и во сите тие фази, што? Да биде пример во сите тие фази. Да не направи ниту еден грев. Да го победи секое искушение како дете, како момче, како маж. И само после таков еден совршен живот, но усовршен преку што? Преку страдање. Само така таа жртва на крајот може да се прифати како замена за целиот свет. Може да се прифати како откуп за целиот свет. И понатаму во 16 стих, и така слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. На поставеното прашање за смртта, исто така се надоврзува воскресението. Многу малку воскресенија се запишени во Светото писмо. Многу малку воскресенија се случиле. И како што реков на 8 септември, на гробот, додека кај смртта нема ред. Нема ред. Смртта е непријател и не почитува никаков ред.
дали млад, дали стар, дали овака или онака. Кај воскресението постои ред. Кој беше тој ред, се сеќавате? Прво Христос, а потоа кога? При неговото доаѓање. Сите кои што се Христови, сите кои што се негови. Би сакал да завршам со стихови од посланието до римјаните на оваа тема. Исто така познати стихови, но за мене многу славни. Римјаните прво 5 глава, да се подсетиме на едни Павлови зборови. Прво, во 8 стих, Римјаните 5 глава 8 стих, но Бог ја покажа љубовта своја кон нас, со тоа што Христос умре за нас. Значи, Христос зошто умрел? За кого умрел? За нас. Христос немал своји гревови за да умира за нив. Христос умрел за нас. Иако бил безгрешен, иако смртта немала право над тој живот, над неговиот живот, бидејќи тој живот никогаш не сгрешил, Христос умрел за нас, уште додека ние бевме грешници. Христос не чекал да види дали ние ќе бидеме доволно вредни за да тој умре за нас. Дали ќе се исплати да умре за нас? Не, тој од старт не сметал за многу вредни, штом решил да дојде на нашата планета и да умре за нас. Толку е голема, широка и длабока неговата љубов. И сега 9 стих, ќе го прочитаме и 10. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со што? Со крвта негова. Значи, колко е важна и вредна неговата смрт. Ние сме оправдани и ние се оправдуваме пред Бога само со крвта негова. Многу повеќе ќе се спасиме преку него од гревот, тука е малку утнат овој превод, туку откако сме оправдани со крвта негова, уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот. Кој е тој живот? Животот сега после воскресението. Значи, животот на воскреснатиот е тој кој што ни се дава сега нам, наместо вечната смрт која што ја заслуживме, а која што тој ја вкусил за да плати, за да нам ни го даде вечниот живот. На крајот од Римјаните 4 глава, претходната глава, од 22 до 25 стих читаме: затоа тоа му се сметаше за праведност, тоа се уште е мисла која што зборува за Аврам и Сара, но не само за него, значи за Аврам е напишано дека му се сметаше, туку и за нас ќе ни се смета за праведност. Што? Ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исус Христос, нашиот Господ, предаден за нашите гревови и воскреснат за што? За нашето оправдание. Еве зашто воскресението и смртта се нераскинливи, не можеме да ги одвоиме. Прочитавме во 5 глава 9 стих дека сме веќе оправдани со крвта негова, но се подразбира воскресението. Без воскресението немаше да бидеме оправдани.
Само Христовата смрт, без Неговото воскресение, немаше да не оправда. И затоа и пишува Павле на Коринтијаните, ако Христос не воскреснеше, ќе беше залудна нашата вера, помеѓу другото, заради што? Затоа што се уште ќе бевме во нашите гревови. Смртта Христова, крвта Христова има вредност заедно со и не без Неговото воскресение. Бидејќи со воскресението Христово ние го добиваме оправданието, кое што е заслужено со Неговата крв, со Неговата жртва, со Неговата смрт. И ќе завршам во 5 глава со 10 стих. Зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на Неговиот син, еве кој друг ефект ја има смртта, помирување со Бога. На кој начин можевме да се помириме со Бога? Само преку смртта на Неговиот син. Уште додека бевме непријатели. Видите, ова е мисла која што Џон Си Вагонер 1888 година и сите следбеници на тоа верување посебно ја истакнуваат. Кога се помиривме со Бога, целото човештво, општо, кога Христос умре на крстот? Уште додека ние приватно, лично бевме непријатели. Затоа Павле им пишува на Коринтијаните, потоа 2 Коринтијаните 5 глава. Значи, Господ го помири светот со себе преку жртвата на својот син, а потоа во нас, апостолите, го вложи словото на тоа помирување. И потоа на крај вели, ве повикуваме во името Господово, помирете се со Бога. Значи, откако Господ не помирил со себе преку смртта на Неговиот син, колективно целото човештво, сега поединечно не повикува ние да го прифатиме тоа со вера и поединечно да се помириме со Бога. Значи, откако се помиривме со Бога преку смртта на Неговиот син, 10 стих од Римјаните 5 глава, уште додека бевме непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку Неговиот живот, откако сме се помириле. Значи, за нас од голема важност е исто така Христовата првосвещеничка служба. Значи, нам не треба живиот Христос во небесното светилиште како посредник, за да има ефект, за да има смисол сето претходно. И Неговото раѓање, и Неговиот совршен, безгрешен живот пред смртта, и Неговата откупителна смрт, и Неговото воскресение од мртвите. Сето тоа го одбележуваме со светиот чин, обредот Света вечера. Сето тоа, како што и вели апостол Павле, како што и ги читаме тие зборови, и ќе ги прочитаме и подоцна, бидејќи правејќи го тоа, ние ја објавуваме смртта Господова, ја објавуваме, додека тој не дојде. Смртта Христова за нас представува се, но смртта не оди без воскресението. Немаше да има никаква вредност Христовата смрт, ако не беше воскресението и ако не е Неговото денешно посредување за нас и нашите гревови во небесното светилиште. Нека му е фала и слава. Амин.